Дома најдов стар пирограф што дедо ми го купил некогаш на времето и не знав што е кога го видов и ја прашав мајка ми зашто се користи. И таа ми објасни дека е всушност алат со кој што се црта со горење на дрво. И на тој начин беше многу фасцинантно и се обидов да го пробам да направам нешто слично. И од тој дан навака се роди Елейн и си постои како таква. Пирографијата не само што самата уметност треба да биде физички присутна, тука се работи со две бои, бојата на дрвото и бојата на изгореното и контрастот. Дали ќе биде нешто како сенка каде што ќе има поголем контраст, дали ќе има нешто помалку за да може да се даде до знаење и тие детали според тоа што се изработува. Зависи на проектот, зависи од дизајнот, зависи од дрвото и зависи од намената на самата изработка. Например, доколку е некоја даска за сечење која што ќе биде како украс и ќе има некој поедноставен дизајн, таа ќе биде готова за отприлика 3 дена. Но доколку се работи на некоја посебна кутија или можеби некој голямо, да речам, дрвен банер, тогаш се работи повеќе недели, дури може и месеци да земе некој проект. Секогаш кога работам се чувствувам мирно и спокојно, без разлика дали сум имала добар или лош ден, ме центрира, ме враќа во самата во себе ме носи пирографијата и ми отвара многу поголема креативност, додека работам едно парче, самото тоа ме води веќе кон следното што би било, што е тоа што можам да направам повеќе, да сменам, да направам варијација. Креативноста и центрирањето со тоа што секој ден ме водат. Набавување на материјали е наоѓање на алат соодветен за оваа вид уметност. За жал во Македонија е многу тешко. Значи првично пирограф, како пирограф, особено од тие да речам попрофесионалните, поскапите, скоро и да не може да се најдат во Македонија, туку треба да се купат онлайн и треба да се најдат од проверена компанија, од проверено место да се купат. Сите што доаѓаат кај мене имаат некоја своја идеја, своја замисла. И тоа може да биде од, например, строфа од некоја поема до некој цветен дизајн или само иницијали да биде, или некој карактер од игра, например, или од книга. Така да тука варира многу. Останатиот дел од изработките кои што ми се како нарачки се во мој стил.